Одлуката на министерот за внатрешни работи е партиски донесена и монтирана, вели пратеникот и лидер на Сојузот на ромите Амди Бајрам за одлуката на Министерството за внатрешни работи за крвавиот инцидент во Шуто Оризари да поднесе прекршочни пријави за 8 лица, меѓу кои за неговиот син, актуелниот градоначалник на општината Елвис Бајрам. Според пратеникот на вчерашниот митинг на СДСМ во Шуто Оризари, луѓето што го нападнале Елвис Бајрам стоеле за Зоран Заев, Петре Шилегов и Курто Дудуш и ги обезбедувале. Посочи дека верува во јавното обвинителство дека ќе ја спроведе својата работа и ќе почне од почеток да го испитува случајот. Се деси, значи тој е министер на сите граѓани на Република Македонија за внатрешни работи, а не е министер само на Социјалдемократски сојуз. Партиски е одлуката донесена и монтирана. Значи монтирано е, имаме докази за монтажава. Вчера во Шуто Оризари Социјалдемократски сојуз се одржа митинг. На митингот позади Заев, така, и Шилегов, истите луѓе со секира што го нападнава Елвис и другите луѓе, позади стојат на бина и го обезбедуваат. Значи Заев, Шилегов, Куцо Дудуш, Самка, тие позади нив. Ако од нивната страна на Социјалдемократски сојуз организираат со секири, со шипки, со све што, ние не сме тие. Ние сме партија која водиме толку време избори и увек фер демократски избори. И ќе наставиме све така, на тој начин, до крајот. Во однос на здравствената состојба на неговиот син, Амди Бајрам информираше дека не е добра, бил свесен и можел да зборува, но имал отоци и болка. Пратеникот соопшти дека од денеска Елвис Бајрам ќе го лечат во домашни услови, а ако имало потреба ќе го однеле во приватна болница, бидејќи немал доверба во болницата во која што беше хоспитализиран неговиот син. Амди Бајрам најави дека ќе побара оставка од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, истакнувајќи дека не си ја знаел работата.